Здраво ученици, здраво со училница. На овој час по предметот природни науки во трето одделение ќе зборуваме на темата, содржината која што се однесува на патување. Здрава храна при патување. Сите сакаме да патуваме. Најинтересно е кога се забавуваме, се дружиме, патуваме на различни места и запознаваме многу различни околини, области и така натаму. Но што е важно при тоа патување? Додека стигнеме на посетуваното место, ние секако патуваме определен период. И за тоа време нас не е потребна храна и пиење. Сите сакаме да патуваме, некој од нас патува со автомобил, некој со воз и еве, ова сите ви кажува како и со другачињата можеме да патуваме на екскурзија. Но што е важно при тоа патување? Накратко да се потсетиме на групите на храна кои се потребни за нашиот здрав живот. Тоа се јаглени хидрати. Тие ни даваат енергија. А енергијата ја наоѓаме во лед, ориз и така натаму. Потоа протеини кои што ни помагаат да порастеме, месото, рибата, орезите и во многу други производи. Масти, тие ни даваат топлина. Мастите најчесто ги сретнуваме во путерот, во маслото и така натаму. Витамини, оние кои што го чуваат нашето здравје од болести, зеленчукот и овошјето. И секогаш можеме да ги јадеме во неограничени количини. За да бидеме здрави, треба да јадеме разновидна храна од сите групи, но тоа да го правиме умерено и правилно, да не ја мешаме храната, да не се мешаат сите овие 4 групи на храна одеднаш. Но сепак, кога одиме на патување, треба поинаку да се храниме поради вибрациите кои ги чувствуваме при патот. И тие влијаат на нашето стомаче. При тоа може да ни создадат тегоби, начинини, повраќање и слично. За да не го почувствуваме тоа, треба да се придржуваме на некои правила. Кои се целите што треба да ги научиме, за да знаеме како најдобро да се подготвиме за патување? Каква храна да понесеме? Секогаш се прашуваме. Ова е важно за нашето здравје, при што ја земаме во предвид нашата состојба при патување. Какви сме ние кога патуваме? Што ни предизвикува мачнина? Не сакаме сигурно да се чувствуваме како ова детенце на сликата, која што му е тешко па го отворил прозорецот од автомобилот. А секако би сакале да се чувствуваме среќно додека се возиме во автомобилот како ова другото детенце. Во што да ја чуваме храната? Многу важно, и затоа треба да знаеме, затоа што не сакаме да ни се расипе храната и подолго патуваме. Ако имаме фрижидерче, кое што служи баш за таа намена за патување, ова би било згодно, и секако соодветни кутивчиња со соодветен прибор кој што служи за пакувана храна при патување. Каков пијалок да понесеме со себе, за да немаме мачнини и тегоби и да се чувствуваме пријатно додека се возиме и течноста да не ни предизвика проблем, мачнина, тегоба и сл. Каква храна не смееме да јадеме додека патуваме? Ова треба да го запомниме. Торта. Сите сакаме да јадеме сладки, сите уживаме додека ги јадеме сладките, но тие ни предизвикуваат гадење, мачнина, па дури и повраќање. Што убави пицички направени со многу саламчиња, мајонезче, вкусно и убаво изгледа. И ова месце, кое што е сочно,
полно со маски, но истите тие предизвикуваат киселини и начини во стомакот. И тие не треба да ги јадеме додека патуваме. Млеко. Омиленото пиење на децата. Но и тоа не треба да го пиеме додека патуваме, затоа што предизвикува диареја. Чоколада. Колку убава чоколада, секојдневно децата би сакале да јадат, меѓутоа и таа предизвикува гадење. Тестенини, убавите пити, баници што ги прават нашите баби и мајки, но и тие предизвикуваат киселини и мачнини во стомакот. Да повториме, да не јадеме сладки, сендвичи со многу месо, зачинети со масни сосови, да нема мајонези, млеко, чоколадо, млеко и слично. Ова е забранета храна при патување. Препорачливо е да носите мал фрижидер, кој ќе одржува храната во изгладена состојба. Банана, јаболче. Бананите и јаболката се идеални за патување. Доколку сакате, можете да понесете и сушено овошје. И тоа нема да ви предизвика мачнина, а сепак во нив има одредени шеќери кои што ќе ве завлажат. Добар предлог е да направиме сендвичи со интегрален леб и зеленчук. Црно интегрално лебче, кој што е лесно за варење за во нашето стомаче и секако зеленчукот кој што нема да не направи никакви текоби, а ќе се чувствуваме пријатно и нахранени. За оние кои што не можат без благо, добро е да се има житни колачини. Истите кутии во кои што ја спакуваме нашата храна, овде се гледа дека повеќе има зеленчук. Пожелно е да се јаде зеленчук кој ќе биде ставен во кутија за патување. Доколку сте склони на гадење, најдобро е да понесете чај од нане или камилица. Ќе си го сварите чајчето и потоа можете да го ставите во термос. Чајот сварите го и ставите го во термос, ако сакате да ја држува температурата, односно да биде топло се уште чајчето додека патувате. Што смееме и што не смееме да пиеме додека патуваме? Малку да повториме од претходните слики. Додека патуваме, не смееме да пиеме млеко, бидејќи тоа може да доведе до несакани моменти како диареја, повраќање и слично. Млечните производи, како сирење и јогурт, содржат многу штетни состојки. Покрај тоа, млечните протеини може да предизвикаат многу проблеми со здравјето, од кои многу се поврзани со стомакот. Не смееме да пиеме гуsti јаки сокови, туку бистри, течни, кои ќе задоволат нашата желја. Пит. Чаеви. Овие се ледени чаеви кои што можете да ги направите и сами. Бистри сокови. Еве овде сликата ни кажува, сокчето е од јаболче, бистар сок од јаболко. Најдобар сок за патување. Еве ги овде повторно чаевите кои што се направени, може би малку изгледаат и како сок и како чај, доколку вие самите си ги направите дома. Ќе имаат приближно вкус помеѓу сок и чај. Вода треба да пиеме во неограничени количини. Но како да ја спакуваме нашата вода? Во што да ја ставиме? Доколку имаме фрижидерче, пожелно е, ако е во пластика, да ја ставиме водата во фрижидерчето. Но ако немаме, пожелно е водата да се чува во стаклени шишини, а не во пластични шишини. Најдобро е сите течности да ги ставите во стаклени шишини, доколку тоа сте во можност да го направите, а не во пластични.
Пластичните шишми брзо ја затоплуваат течноста и ја расипуваат. Но ако имате фрижидерче, може да ви помогне да ја одржувате студена течност. Задача за проверка. Сега, помека, еве задачата, размислете. Вања и Алек патуваат со авион. Размислуваат што да понесат за доручок, да им помогнем. Дали може да понесат пирошки, банана и јаболко или шоколад? Што мислите вие? Дадете си одговор усно, а потоа продолжете со видеото. Банана и јаболко, секако. Пирошките се тешки, масни, може да предизвикат мачнина и диареја. Шоколадот исто така тегови мачнини, а бананата и јаболкото се лаги, вкусни и лесни за нашето стомаче. Ања и Анастасија често одат на пат. На своето патување тие прават лесни сендвичи со бело лепче, месо и мајонез, бело лепче, печено месо или црно лепче и зеленче. Што мислите вие? Какви се тие лесни сендвичи што ги понеле Ања и Анастасија на своето патување? Црно лепче и зеленчук, секако. Следна задача. Лука и Јован се фудбалери. Кога патуваат во автобус, тие пијат чај, газиран сок или млеко? Чај. Да повториме. Кога патуваме, внимаваме храната и пијалотите да ни се правилно спакувани и да се одржува нивната температура. Понесуваме фрижидерче, ако е можно, или земаме мали количини спакувани во кутија. Одржувајте го здравјето секогаш, а дури и за време на патување. Пријатно патување секогаш кога сте во можност тоа да си го дозволите.